Пеглите по дух, зашто нивно е царството небесно. Блажени се оние што плачат, зашто тие ќе се утешат. Блажени се милостивите, зашто тие се помилувани. Блажени се чистите по срце, зашто тие ќе го видат Бог. Зашто тие синови Божи се. Блажени сте кога ќе ве гонат и прогонат заради мене. Блажени се кротките по дух, тие ќе ја наследат земјата. Блажени се гладните за правда, зашто тие ќе се наситат. Вам. Прво послание на светиот апостол Павле до Солуњаните. Интересно, градот Солун суштествува и денес. Опеан е во многу македонски песни и ние можеме да зборуваме за нашите предци Солуњаните, македонците, кои го примиле апостолот Павле по задачата која ја добил насон од Отецот Небесен да дојде во Македонија по сонот на македонецот и да им помогне на македонците. Од Павле, Силван и Тимотеј до црквата на Солуњаните, на Солунците, во Бог Отецот наш и во Господ Исус Христос. Благодат вам и мир вам од Бог Отецот и Господ Исус Христос. Секогаш му благодариме на Бога за сите вас, сеќавајќи се на вас во молитвите наши, како што и ние треба да се сеќаваме за сите христијански браќа во молитвите, за сите мисионери, за сите христијани, да се молиме едни за други, сеќавајќи се на вас во молитвите наши непрестано, го споменуваме делото на вашата вера, трудот на вашата љубов и истрајноста во надежта ваша во нашиот Господ Исус Христос пред Бога и Отецот наш. Знаеме, возлюбени браќа од Бога, дека сте избрани. Избрани подразбира, мнозина се повикани, но малкумина се избрани. Сите се повикани. Зашто нашето Евангелие не дојде кај вас само со слово, туку и во сила, и во светиот дух, и во полна увереност. Сами знаете какви бевме меѓу вас заради вас. Значи, светото Евангелие доаѓа во дух, во сила. Сила, потребна ви е сила за да го изберете Исус, да ја победите демонската, сатанската природа, гревовна природа што е во вас, вашето тело, и со душата да преминете во дух, во тело духовно и да се вратите кај Отецот Небесен. И вие се угледавте на нас и на Господ, кога во големи маки го примивте Словото со радост во Светиот Дух. Радост во Светиот Дух, така што станавте образец за сите верници во Македонија.
i Ahaja. Slava ti, Tatko Nebesen. Slava ti što ги избра македонците за да се додржиме, така што станавте образец за сите верници во Македонија и Ахаја, зашто од вас оде к нас Словото Господово, не само во Македонија и Ахаја, туку и во секое место се пренесе славата за верата ваша во Бога, така што нема потреба ние нешто да зборуваме. Ти благодариме, Татко Небесен, што Македонија беше избран сад и македонците за да се шири светото Евангелие. Потребна ни е Твојата сила и денес да го шириме светото Евангелие и да се додржиме. Впрочем, верниците сами разгласуваат за нас, за нашето доаѓање кај вас сега цел свет, како и тоа дека од идолите се обративте кон Бога, за да му служите на живиот и вистинскиот Бог, и да го очекувате од небесата, неговиот Син, кого тој го воскресна од мртвите, Иисус, кој не избавува од гневот што доаѓа. Македонио, Македонио, вие сами знаете, браќа, дека нашето доаѓање кај вас не беше залудно, вели апостолот Павле до Солунчаните. Напротив, откако пострадавме и бевме поругани во Филипи, како што знаете, ние се охрабривме во нашиот Бог да ви го проповедаме Божјото Евангелие со тешка борба. Зашто нашиот потик не произлегува ни од заблуда, ниту од нечисти побуди, ниту од лукавство, туку како што Бог не удостои да ни го довери Евангелието, благата вест за спасението преку Исуса Христа, така изборуваме не за да им угодуваме на луѓето, туку на Бог Отецот, кој ги испитува срцата наши и срцата ваши, зашто Бог не гледа на лице, туку на срце. Дај ми чисто срце, Господи, зашто е пишано, блажени се чистите по срце, зашто тие ќе го видат Бога. Зашто никогаш не сме се послужиле со ласкави зборови, како што знаете, ниту со помисли за корист. Бог е сведок. Бог ќе намири. Бог знае. Бог не повикува. И не бараме слава од луѓе, ниту од вас, ниту од други, иако можеме и да се наметнеме како Христови апостоли, но сепак ние бевме меѓу вас така нежни, како што се однесува мајката која ги дои своите деца во Христос. Така полни со љубов кон вас бевме готови да ви го предадеме не само Евангелието Божјо, туку и душите своји. Зашто ни станавте, драги? Зашто е пишано дека пастирот ги ја жртвува душата своја за овците. Значи Исус се жртвуваше за сите нас, прави и ти така, значи ние треба да постапуваме така. Апостол Павле во Македонија кај нашите браќа македонци во Солун. Спомнете си, браќа, за нашиот труд и мака, работејки дење и ноќе, за да не му даваме никому од вас. Ние ви го проповедавме Евангелието Божјо. Евангелие, Исус воскресна, ја победи смртта, го победи сатаната, и ако го избереш за свој Господ и Спасител, можеш да живееш живот вечен. Избери живот во Исус наместо смрт со сатаната и во светот. Сведоци сте вие како и Бог, дека свето, праведно и безпрекорно постапувавме пред вас, кои верувавте. Свето, праведно и безпрекорно, зашто знаете дека секого од вас, како таткото децата своји, ние ги потикнувавме, утешувавме и преколнувавме да живее достојно да Бога, секој од вас да живее достојно во Бога, Бог Отец преку Исус кој ве повикал во своето царство. И славата е Негова. Амин. Солунчани, македонци, ви се обраќа Бог Отецот. Ова Евангелие не е застарено,
Тоа се однесува и денес за Македонија и за македонците и за македонците и за Ахаја. И за ахајците кои денеска ги нема се именуваат поинаку. Затоа непрестано му благодариме на Бога, зашто откако го примивте Словото Божјо од нас, го примивте не како Слово човечко, туку како што е Слово Божјо, кое действува во вас, кои верувате. Слово Божјо живо, поостро од секаков меч, кое минува и пишува со живи слова во вашето срце. И тогаш вие се менувате и се облекувате во љубов, се облекувате со сила од озгора и станувавте оние македонци кои го повикаа Боготецот Исуса Христа преку апостолот Павле и го ширеа светото Евангелие, беа избран сад, а денеска сте на прагот на Армакедонската битка, каде што сакаат да ве пребришат, поништат. Вие, браќа, станавте, значи се враќаме второто глава, прво Солуњаните, 14 стих. Вие, браќа, станавте подражаватели на Божите цркви на Христос Исус, што се во Јудеја, претрпевте од своите сонародници, како и они од јудејците што го убија Господ Исус и пророците, и нас не избркаа, и на Бога не му угодија, и на сите луѓе им се противат, зашто тие ги имаат Мојсе и пророците, беа завлезени, заватени, занесени делопоклонички кон себе и својот народ и кон пророците. Тие што ни пречат да им зборуваме на незнабожците, за да се спасат, и со тоа секогаш ги дополнуваат гревовите своји, но гневот ги достигна до крај, затоа евреите и ден денес се борат и се мачат, исто како и македонците, кои имаат повик од Бог да го шират светото Евангелие, а тие се сега зафатени во сатански круг со 4 сатански трна од околината, кои го негираат македонското постоење, но тоа е друга тема. А ние, браќа, откако бевме одвоени од вас за кратко време, вели апостолот Павле до солунчаните и македонците, далеку од очи, но не и од срце, со уште поголема желба, се грижевме да ве видиме. Поради тоа, ние, а најмногу јас, Павле, неколку пати посакавме да дојдеме кај вас, но не попречи сатаната. Зашто кој е нашата надеж и радост или венец за пофалба? Та не сте ли вие пред нашиот Господ Исус Христос при неговото доаѓање? Да, вие сте нашата слава и радост. Чедата Божји што имаат родение во Бог, што го примиле Евангелието, се нашата слава и радост на секој од нас Христови апостоли. Поради тоа, не можејќи веќе да трпиме, сметавме дека ќе биде добро во Атина да останеме сами. Интересно, именување Атина, Македонија и Ахаја. Македонија денеска ја има, Атина ја има, Ахаја ја нема. И го испративме Тимотеј, нашиот брат, и слугата Божји, нашиот сотрудник во Евангелието Христово, за да ве укрепи и утеши во вашата вера, да никој да не се поколеба во тие маки, зашто сами знаете дека затоа сме определени. Бидејќи ние, вели апостолот Павле, и кога бевме кај вас, ви предскажувавме дека ќе страдаме, како што и стана. И вие знаете, поради тоа и јас, не можејќи веќе да трпам, пратив да дознаам за верата ваша, да не би ве искушал некако искушувачот, сатаната, паднатиот ангел, како и денес ве искушува со вашите соседи, со името, идентитетот, та да отиде залудно нашиот труд да влезете во сатански круг и во омраза. Сега, откако се врати Тимотеј кај нас, од кај вас, и ви донесе добра вест за вашата вера и љубов, дека секогаш имате добар спомен за нас и копнеете да не видите како и ние вас. Македонија има еден пат, запишана е тука, повикана е да служи, и ако се врати на службата со сето своје срце и сета своја душа, со своите водачи,
кои ако прогледаат и не се слепи, го водат народ во амбис, во крадење, во лажење, во омраза, ќе ја добие Божјата сила и ќе биде избран сад. Ние и покрај сета мака и неволја, зашто ние сега живееме кога вие стоите во Господ. Македонија стои во Бог, пишана е тука. Не може никој да подпишува во име на целиот народ, бидејќи народот има подпишано со Бог. Само Бог може да не запише и да не отпише. Сето друго е сатански круг кој ја води во омраза. Каква благодарност, вели апостолот Павле, можеме да му воздадеме на Бога за вас, за сета радост со која се радуваме поради вас пред нашиот Бог, инаку како можеше да издржи Македонија толку години во негирање и гибел, ако Бог ја не ја беше запишал, за да се шири светото Евангелие, толку ја возлюбил, значи ќе изберам народ меѓу незнабожците што ќе го прослави моето име, и потоа го сонува апостолот Павле. Кога дење и ноќе и многу усрдно се молиме, вели апостолот Павле, се молиме, ја знам дека има македонци кои се молат, Христови војници, луѓе кои се дојдени и се молат, да го видиме вашето лице и да го дополниме она што и недостига на вашата вера, да се надополни тоа што и недостига денес на македонската вера, на христијаните во Македонија, да се молат сплотени заедно, да изгледат од сатански круг и да го повикаат Исус да застане во Македонија. Вам пак, а сам Бог и Отецот наш и Исус Христос, нашиот Господ, нека го насочи патот наш право кон вас. Бог е тој што ќе пресече. Се разбира, треба да го повикате со чисто срце. Вам пак Господ да ви даде да растете и да изобилувате во љубов еден кон друг и кон сите. Да изобилувате во љубов еден кон друг и кон сите. Тоа е патеката на Македонија, на македонскиот верник, зашто е запишано: љубете се еден со друг. Вам пак Господ да ви даде, македонци мои, да растете и да изобилувате во љубов еден кон друг и кон сите, каква што и ние имаме кон вас, и да ги утврдите вашите срца, да бидат непорочни во светоста пред Бога и Отецот наш, при доаѓањето на нашиот Господ Исус Христос со сите негови свети. Амин. И така, браќа, ве молиме и ве заколнуваме во Христос Исус, онака како што научивте од нас, како треба да живеете и да му угодувате на Бога, како што и постапувате се повеќе во тоа да напредувате, да му угодувате на Христа, не на светци, не на богородици, на Христа, во името на Отецот. Се што ќе побарате од Отецот во мое име ќе ви биде дадено, така пишува тука. Надвор од оваа книга нема христијанство. Тоа е веќе народна религија. Вие знаете какви пораки ви дадовме од името на Господ Исус Христос. Ова е волјата Божја, вашата светост, да се воздржувате од блудство, секој од вас да знае да го пази својот сад во светост и честитост, а не во похотна страст, како незнабожците кои не го познаваат Бога, и да не престапува и го измамува во тоа братот свој, како што е ова омраза во Македонија, бидејќи Господ за сето тоа се одмаздува, како што ви зборувавме и сведочевме порано, зашто Бог не повика кон нечистота, туку во светост. Туку во светост. А кој го отврла тоа, тој отврла не човек, туку Бога, кој го даде својот Дух Свети во нас. Бог кој ги дава имињата на народите. Бог кој не запишал тука. Бог кој не повикал Отец да го шириме светото Евангелие. За братолюбието пак нема потреба да ви пишувам, кој недостасува во Македонија. Апостолот Павле вели: за братолюбието пак нема потреба да ви пишувам, зашто вие сами сте научени од Бога да се сакате еден со друг. Да се сакате еден со друг, бидејќи така и постапувате со сите браќа по цела Македонија. Бидејќи така и постапувавте тогаш, и сега треба да постапувате со сите браќа по цела Македонија, и ве потикнуваме, браќа, уште повеќе да напредувате.
Зашто Бог е ист вчера, денес и довека. Значи, братолюбие е потребно. Не да се мразите, не слепите водачи да ве насъскаат едни на другија, тие да крадат како Јуда, зашто Јуда крадеше од ковчежето каде што се собира доброволни прилози, а потоа го продаде Исус за 30 евреници, да не речам сребреници. Бидејќи крадењето е јудаизам, ако политичарот краде, тој ве продава, го продава целиот народ, вас ве продава, тој нема право да ве продава. Тој не ви го дал името, не ве родил, Бог ве создал. Нема право никој да ве продава. Бидејќи така и постапувавте, 4 глава 10 стих, и постапувате со сите браќа по цела Македонија. Да не заборавим именувањето е Атина, Ахаја, Македонија, македонци. Тоа го запишал Бог. И усредно да се грижите да живеете мирно, да си извршувате собствената работа и да работите со своји раце, како што ви заповедавме, да постапувате честно спрема надворешните и да не зависите од никого. И да не зависите од никого. Како што денес зависите од некого, со години вашите водачи ве водат во одредени организации кои се сатански, таму нема пат, таму е утка, Македонија е тука запишана, Македонија треба да оди со Бог, да го повика Бог, Бог ќе изготви пророци што ќе го водат народот, политичарот не треба да краде, не треба да лаже, треба да се избере богугоден човек кој ќе ја води Македонија по Христовиот пат. Другото е сатански круг. Браќа, не сакаме да бидете во незнаење за оние кои се упокоени, за да не тажите како и другите што немаат надеж. Култ кон мртвите, Господ ја победи смртта, го победи сатаната, смртта е премин, телото останува во земја, а ви имате духовно тело и одите на суд. Ако сте со Исус, одите во Исус, во Божјото царство, ако не сте со Исус, одите во нов циклус, нов круг во огнено езеро. И повторно ќе поминат 1000 години. За Господ еден ден се како 1000 години, за да дојдете повторно во свесна состојба да го изберете Бог, зашто Господ не се сака ни една овца да биде изгубена. Зашто ако веруваме дека Исус умре и воскресна, така Бог и упокоените, умрените, преку Исус ќе ги доведе со Него. Ова пак ви го велиме преку Словото Господово, дека ние живите што ќе останеме до доаѓањето на Господ, нема да стигнеме пред упокоените, никој не умира. Телото останува долу во земјата, душата оди на суд, имате духовно тело. Бидејќи сам Господ по заповед, на гласот на архангел и при труба Божја ќе слезе од небото и најнапред ќе воскреснат мртвите, а потоа ние што сме останале живи, заедно со нив ќе бидеме грабнати на облаците, за да се сретнеме со Господ Отецот во воздухот и така секогаш ќе бидеме со Господ. Па затоа утешувајте се еден со друг со тие зборови. 5 глава за времињата, часовите, браќа, нема потреба да се пишува, бидејќи вие самите многу добро знаете, денот Господов ќе дојде како крадец во ноќно време. И додека уште велат мир и безбедност, тогаш ненадејно ќе ги снајде пропаст и не ќе можат да избегат, но вие, браќа, не сте во темнина. Та денот да може да ве затече како крадец, зборува за оние кои го избрали Исус. Бидејќи вие сте синови на светлината и синови на денот, ние не сме синови на ноќта, ниту на темнината. И така да не спиеме како другите, туку да бидеме будни и трезни. Зашто оние што спијат, но ќе спијат, оние што се опиваат, но ќе се опиваат, ние пак како синови на денот да бидеме трезни и облечени во оклопот на верата и љубовта и шлемот на надежта за спасение. Зашто Бог не определи не за гнев, туку да добиеме спасение преку нашиот Господ Исус Христос. Исус Христос кој умре за нас, та ние да живееме заедно со Него, било кога сме будни или кога спиеме. Поради тоа утешувајте се меѓу себе и надградувајте се еден со друг,
онака како што правите. И ве молам, браќа, да ги уважувате оние што се трудеа меѓу вас и ве водат во Господ Бог Отецот и оние кои ве утешуваат, и кон нив да имате преголема љубов заради нивното дело. Живејте во мир меѓу себе. Македонци, политичари, водачи, живејте во мир меѓу себе. Ако не можете меѓу себе да се договорите, нема да дојде сатаната од надвор, ќе ви испрати некој да ви го дотера умот. Браќа, ве молам, поучувајте ги неуредните, утешувајте ги малодушните, подкрепувајте ги слабите и бидете долготрпеливи кон сите, зашто нашиот Бог Отец е долготрпелив. Гледајте, никој никому да не враќа зло за зло. Никој никому да не враќа зло за зло, како што денес го прават политичките структури. Туку секогаш барајте добро еден на друг и на сите. Радувајте се секогаш. Молете се постојано. Благодарете за се, зашто таква е волјата Божја во Христос Исус према вас. Не гаснете го духот. Пророштвата не ги омаловажувајте, се испитувајте. За доброто држете се. Доброто е ова. Клонете се од секакво зло, се испитувајте, за доброто држете се, а сам Бог на мирот да ве освети наполно во се и целиот ваш дух и душата и телото да се запазат без порок до доаѓањето на нашиот Господ Исус Христос. Верен е оној кој ве повикува. Тој и ќе го направи тоа. Браќа, молете се за нас, молете се за вас, молете се за сите христијани, молете се за водачите, молете се за нашите непријатели, молете се, барајте и ќе добиете, чукајте и ќе ви се отвори, сакајте и ќе ви се даде. Поздравете ги сите браќа со свет целив. Ве заколнувам во Господ ова послание да им го прочитате на сите свети браќа и денес да им го прочитате. На сите во Македонија, на политичарите, на пратениците, на властите. Благодата на нашиот Господ Исус Христос нека биде со вас. Амин. Македонија и нема друг пат. Бог ја држи во своите дланки. Тој ја запишал. Ако имате уши да слушнете, и очи да видите, и срце да се покајате и да го повикате, Исусе, дојди во Македонија и помогни ни, тогаш Македонија ќе се крене и ќе тргне по патот на Исус Христос и ќе врви по светлина. Другото е армакедонска битка на која сетне и упреку и најнакрај ќе се случи Божјата волја и дените ќе бидат продолжени заради избраните и заради оние што се молат за сите нас, за сите вас. Исус ве сака и ве избрал, Бог ве избрал, ве запишал. Ах, каква љубов! Но потребно е и вие да го повикате во вашето срце, македонци мои, и Македонија да застане на вистинската страна на армакедонската битка. Мир вам до Божјо Царство Небесно. Амин. Блажени се бедните по дух, зашто нивно е Царството Небесно. Блажени се оние што плачат, зашто тие ќе се утешат. Блажени се милостивите, зашто тие се помилувани. Блажени се чистите по срце, зашто тие ќе го видат Бог. Зашто тие синови Божи се, блажени сте кога ќе ве гонат и прогонат заради мене. Блажени се кротките во дух, тие ќе ја наследат земјата. Блажени се гладните за правда, зашто тие ќе
nesretna si Božjom cestom